Извино, кај пишува дека треба да даваме сите заедно свечена изјава? Во ред. Јас, Борис Ванчев, свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивно вршење ќе ги почитувам Уставот, законот и прописите на Советот и дека ќе оштитам уставниот поредок на Република Македонија. Благодарам. Го молам председателот да ми даде збор, ако може. Повели Михаил. Се јави за збор. За да бъде. Според Законот за локална самоуправа донесен на 24.1.2002 година, кој не е изменет, а кој се однесува на сите други подзаконски акти во општината кои се носат, како деловникот и статутот, во член 38 стои заклетвата или свечената изјава која гласи, читко и јасно, ќе прочитам. Јас, Михаил Тодоров, свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот и прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Да молам оваа изјава со Република Северна Македонија да ја повлечете, бидејќи не е законска. Днес над акт на статутот и деловникот на општината е Законот за локална самоуправа. Со овие измени кои се направени со статутарната одлука за измена и дополнување на статутот на општина Богданци на ден 25.6.2019 година, каде што како председавач на Советот се наоѓа госпоѓата Драгица Гевочанова, овие измени не се законски и не се според Законот за локална самоуправа. Ви благодарам. Во ред, значи согласно допис од Министерство за локална самоуправа, кој што се известени сите општини, имаме значи укажување дека Уставот е над сите закони и во некои закони е извршена измена, во некои не. Но во секој случај, значи во изјавите треба да стои Република Северна Македонија, како што стои во уверенијата за избрани советници, значи во уверенијата кои што веќе ги примивте и ги верификувавме мандатите, се со Република Северна Македонија. И изборите распишани беа за кандидати за членови на Совет и градоначалници на територијата на Република Северна Македонија. Благодарам. Може. Заклетвата дадена од советниците не представува акт донесен од општината, туку еднострана изјава за чија форма и содржина пропишани со закон стои со свој подпис советникот. А јасно е искажано во Законот за локална самоуправа дека во изјавата стои Република Македонија, не стои Република Северна Македонија и не ја издава државен орган. Таа изјава туку е едностран акт подпишан од страна на советникот. Ви благодарам. Значи, ние работиме согласно препораките од министерства и согласно Уставот на Република Северна Македонија. Во моментот такви се условите, тоа е на сила, како што реков, и уверенијата за советници се од Република Северна Македонија. Изјавите се такви какви што се, ваше е правото, дали ќе ги подпишете или не. Баба збор. Ви благодарам. Продолжуваме понатаму. Се извинувам. Повелете стоиме. Изјава заклетва. Тоа лице има својство на член на Советот и може да присуствува на седниците на Советот. Неговото присуство е релевантно за потребниот број на работа на Советот на општината, но заради формалниот недостаток нема право да одлучува. Истиот нема право на глас. Значи, овие се официјални насоки согласно Министерство за локална самоуправа кои што се испратени до сите општини.